Почитувана директорке, од прашање во прашање навлегуваме во поголеми проблеми. Како вие да немате врска со извештајот Државниот завод за ревизија на онкологија, каде што вие треба да вршите контрола? Не ве интересираше зошто не ја користите можноста, каде што јавен документ кој многу може да ви помогне, не го користите. Зошто? Медиумите ги спомнувате во наредбата, да, стои во врска со наводите во медиумите. Па баш поради тоа. Па во медиумите не е спомнат воопшто никој друг, освен Венко Филипче, министерот тогашен, и Нино Васев, тогашниот директор. Од сите заинтересирани во случајов, почнувајќи од пациенти, сведоци, фамилии, семејства, медиуми, новинари, сите ги наведуваат овие двајца дека од тука почнува проблемот. Ако е поред медиумите, веќе ве прашам, дали ги читате медиумите и зошто баш од 2022? Уште еднаш ве прашувам. Сега стварно замачкувате? И тенденциозно ова го правите? Бидејќи во самите наводи и по медиумите и во Државниот завод за ревизија се кажува дека проблемот на онкологија, за волја на вистината, постоел од многу одамна. Но проблемите добиваат на интензитет, како и финансиското лошо работење и зголемувањето на долговите со воведувањето на скапата биолошка медицинска терапија. Не знам што не ви е јасно. И вие сега вршите контрола за нешто што нема проблем, што никој не го посочува дека е проблем 2022 година. И вие тоа го знаете. Проблем е 2018, 19, 20 и 21. Благодарам.